Во најголем дел од испразнетото Скопје, почетокот на ригорозниот викенд полициски карантин се почитува. Главниот град е пуст, делумно заради забраната за движење, а делумно поради фактот што вчера десетици илјади скопјани го напуштија градот. Улиците се главно празни, но во зависност од тоа во која населба или општина сте, ова е сликата од едната страна на реката Вардар, а од другата ситуацијата сосем поразлична. Алфа направи обиколка во деловите од Скопје кои се најголеми жаришта на коронавирусот. И овој карантински викенд во Скопски чај е раздвижено. Покрај возилата кои се движат со дозвола, на улиците во оваа скопска општина можевме да забележиме и прекршување на полицискиот час. Додека полицијата немаше никаде во споредните улички, една патрола стоеше на главната улица Цветан Димов. Сите кои беа застанати со нивните возила имаа дозвола за движење. Полицискиот час, како да го немаше, ниту во скопските населби, Топана и Шуто Ризари, улиците беа полни со луѓе. Иако сликата на терен не е таква, заменик министерката за внатрешни работи Славјанка Петровска вели дека полицијата ќе била доста ригорозна. Полицијата не може да ја замени совеста на секој од нас. Ние ќе бидеме навистина ригорозни во спроведувањето на мерките и ќе се трудиме законот да биде спроведен подеднакво за сите граѓани. Одлуката да има 80-часовен полициски час во Скопје, Тетово, Куманово и Штип беше донесена поради празникот за Душница и продолжениот викенд кој го имаат граѓаните. По одлуката на владата да забрани одење во гробишта за овој викенд, за прв пат за Задушница во Македонија остана затворени портите на градските гробишта во Бутово.